трансферот од комунизам, од комунистичко општество во демократија доведе до тоа да државата се повлече од оној морален аспект. Во комунизмот кривично дело било и хомосексуалност, казнено со парична казна или до година затвор, кој е многу интересно да никој никогаш не одговарал кривично. Тоа било користено од УДБА само за принуда луѓе кои што им воделе досија. Исто така интересно дека само машки хомосексуалци се било кривично дело, додека за жени е прекршок против јавен ред и мир. Прељубата било кривично дело, мислам што е денеска смешно и треба да бидат полни затворите. Така да државата во принцип треба да се повлече од оној морален аспект. Ако јас сам на себе си нашкодувам, не би требало да биде гајле. Дете на своји 6-7 години не треба да носи униформа, не треба да носи оружје, иако јас не сум противник на оружје. Во моите млади години сум бил дел поради незрелост или погрешни ставови сум бил многу по-пацифистички настроен од кога сега. Сега сум пропонент дека секој треба да биде вооружен, дека секој здраворазумен човек треба да има оружје. Нешто налик на вториот амандман во САД, но деца на 6-7 години, прво е прекршување на конвенција за право на детето, второ таму треба да реагира просветниот инспектор воопшто смее да влезе во Челопек, да не се лажеме. Кај нас ултра погрешен модел се избра, да тој не само што не го сузби, туку и го потикна црниот пазар, а тоа е така затоа што ако со години луѓето се самолекувале на црн пазар, а државата тоа го стигматизирала со години децении, одеднаш строго од политички побуди на као конзервативна партија како ВМРО ДПМН, на чело тогаш со тогашниот министер за здравство Никола Тодоров, преку ног, буквално за месец-два, напри некој лош модел на легализација на канабис и да вие тогаш одеднаш признавате дека канабисот кај нас е уштен за истите 4 дејности, значи рак, ХИВ, епилепсија кај деца и МС. Во тој случај вие признавате и тоа не сам, не давате понуда на добар и квалитетен канабис. Денеска само две правни лица прават канабис во многу ограничена форма и квантитет, така да и во ние за тоа реагиравме и прескапа и тогаш вие само ги потикнувате луѓето да прибегнуваат кон црниот пазар, што е нормално контраефект од очугување. Здраво на сите, јас сум Михаела Траковска, вие гледате подкаст за се. Во денешното издание на подкастот за се со нас е адвокатот Јанаки Митревски. Добро дојдовте. Добро е, најдов, благодарам на поканата. Како се чувствувате? Искрено да кажам, уморно може да ми простат гледачи ако не сум во најдобро издание, меѓутоа. Па затоа е Лизебек подкаст така. Обврските си го прават своето и така. Која ти беше инспирацијата да станеш адвокат? Дали беше нешто за кое што сонуваше од мал или тоа произлезе во процесот на едукација кој беше понатамуш? Не, процесот на едукација е резултат на мојата желба да бидам адвокат. Секогаш сум сакал да бидам само адвокат и ништо друго. Не сум сакал да го работам, не е тоа на никој начин поврзано со професијата на мојот родител, односно мојата мајка која што мислам сега покојна, која што беше исто така адвокат, имаше 23 години импресивна кариера. Меѓутоа мојата мајка бидејќи се у комунизмот, они растени и едуцирани, многу касно отвори канцеларија, односно на мои години сегашни уште немаше отворена канцеларија, отвори на 39. Биејќи нормално претходно имале работа, адвокатурата и не била толку честа, например 86-та година имало 200 адвокати, за разлика од сега кој што има 3000 адвокати. Така да не е тоа поврзано со незе, затоа што буквално од кога знам за себе сум сакал исклучиво тоа да бидам на табло, односно на алманаху основно исто ми пишуваше дрвен адвокат. Не знам, сега сум бил комуникативен, многу сакам да зборам. И веројатно е ова совршената професија за мене, а едукацијата доаѓа сама по себе, односно аналогно на желбава, со тоа што, например, јас покрај факултет учев и стручно средно училиште во Васил Невски ден или како што се уште популарно се нарекува Борис Кидрич. Меѓутоа тоа не беше нужно врзано за да мора дека се за правен техничар дека учиш. Туку мене ми се погоди некако 3 во 1, значи од една страна ми беше најблиско средно, бидејќи сум роден и растен до 23 години во Кисела Вода, ајде и тоа дека и за правен техничар, и трето
немаше физика, хемија, биологија и математика имаше само 2 години, тоа ние учевме некоја лајт математика со 2 часа неделно, така да мене ми беше вака еден совршен избор, а понатака нормално го продолжив образованието на студиите на Јустинијан. Супер. Твојата магистарска ме импресионираше, пошто за твојот лик и дело дознав сега, баш преку Ели. Баш да те срам. Па Не, многу се шалам. сум, многу се шегувам, сум, многу си помлада од мене. Да, многу сум некако изолирана, иако порано бев многу и мојата желба беше исто да бидам адвокат кога бев мала, ама некако сега више студирам и некако малце ми се Што студирате? маркетинг. И малце ми се смени правецот, пошто на пример моите дома биле против тоа, зашто јас сум била доста гласноговорник за многу теми и ми викале дека ќе си влезам во некоја опасност со тоа што ќе зборувам така отворено на многу теми за кои што има закани, за кои што едноставно не можеш, барем кај нас не можеш гласно да си го кажеш мислењето. И поради тоа сум избрала некоја сейф верзија, но секогаш ми останало како интерес и сега имав доста време изолираност од било какви македонски медиуми и поради тоа не сум знаела за тебе, ама сега ми беше импресивно. Не се шегував, за тоа браво. Не, нема проблем. Си имал магистарска за легализацијата како начин да се Значи легализацијата како начин на сузбивање на трговија со наркотици. Да. Кои беа главните аргументи кои што ги изнесе во нешто ви, дали беше конкретно, мислам за сите наркотици беше опрашање или конкретно да речем само за марихуана? Кој беше инспирацијата вака прво да напоменам дека јас сум последна генерација од стариот систем на студирање, значи пред да се воведе ЕКТ со болонски или како да нарекуваат кредит трансфер систем кој што во голема мера го уништи високото образование. Значи ние не бевме 3+2, туку бевме 4 години редовни студии, после не е задолжително како што сега формално не е, ама со 3 години ништо не можете, така да де факто е задолжително да морате и да магистрирате, и се штанцаат магистри. Тогаш беше 4 години, па ако сакаш на постдипломски треба 2 цели години, па магистерската да биде најмалку 120 страни, наспроти сега најмалку 40. Така да доста подужок систем. Меѓутоа немав ни намера, но кога дипломирав 2009, значи тоа е 6 септември, тогаш веќе стартуваше годината, после мене беа кредит трансфер систем и во принцип мене ме прелажа на некој начин тоа што за да магистрирам ми требаше уствари уште само една година, бидејќи четвртата таа признава, ја трансферира и во тој смисол беа 5 испити и магистарска. Испитите на постдипломски се многу лесни. Ги положив во една сесија 5 и после тоа магистерската многу ја завлеков, односно ако требаше редовно јас упишав 2010, ако требаше редовно 2011 да магистрирам, ја магистрирав дури 2014, пред се поради семејни и работни облигации, односно веднаш започнав да работам, петок дипломирав, понеделник веќе работев, со тоа што супругата беше тоаш веќе бремена со ќерка ми Лена, така да тие облигации малце нити нешто посебно ми требаше тоа, но веќе кога одев на магистерска се одлучив за таа тема. Кога ќе кажете легализација на наркотици, да, ние може да кажеме легализација на наркотици, меѓутоа на лична употреба на наркотици, тоа е многу битно да се истакне, затоа што, например, германскиот модел ви е модел на да не се пенализира self-harm, односно, кога сам на себе си нашкодувате, државата не би требало за тоа да и биде гајле, затоа што и кај нас трансферот од комунизам, од комунистичко општество во демократија, доведе до тоа да државата се повлече од оној морален аспект. Во комунизмот кривично дело било и хомосексуалност, казнено со парична казна или до година затвор, кој е многу интересно да никој никогаш не одговарал кривично, и тоа било користено од УДБА само за принуда луѓе кои што им воделе досија. Исто така интересно дека само машки хомосексуалци се било кривично дело, додека за жени е прекршок против јавен ред и мир. Прељубата било кривично дело, мислам што е денеска смешно и требало да бидат полни затворите. Така да државата во принцип треба да се повлече од оној морален аспект, ако јас сам на себе си нашкодувам, не би требало да биде гајле.
И ако збориме за општо легализација и за употреба на одредени места, да речеме, тоа можеме да збориме единствено за канабисот, затоа што сме потписници на единствена конвенција за наркотични дроги од 61 на Обединетите нации, таа е 88 ќе нас ратификувана и треба да се знае дека дека државата е должна да го штити и напредува здравјето, а факт е дека сите останати наркотици мимо канабисот, кој што се уште за жал се води кон и во одредена фази во одреден вид и наркотик, дека се исклучително штетни по здравјето и државата не може да си дозволи, а за тоа постојат и законски пречки, но и пречки од меѓународни обврски како посочената конвенција да се легализираат. Така да првенствено се мисли на легализација на лична употреба, претежно е, кога ќе ме прашате кои аргументи, го се погледа магистарската, која мислам дека 67 страни беше, се оди на преку компаративни анализи се прикажуваат модели кои што се успешни и кои што да речеме функционираат. Нормално најпознати, секој што се занимава со оваа тема минимум знае дека најпознат е португалскиот модел. Имено Португалија во 90-тите години се соочува со огромна хероинска епидемија. Месечната преваленца во одредени месеци е 2,2% од популацијата, што е вака 2% може да иззвучи многу, меѓутоа за така сериозен и исклучително штетен и адиктивен наркотик е исклучително висок процент. Во 2000-та со закон се носи сега постоечкиот модел кој што е на сила 23 години, се применува 2001, каде што е таксативно набројано дека 15 грама канабис, 2 грама кокаин, 2 грама хероин, мислам дека се 2 екстази, не знам таму други халуциногени, некои други, дека доколку нема индиции за продажба, дека не се пенализираат и во принцип за прв пат ако прв пат сте фатени со бидејќи повторно е забрането, тоа не е легално во смисла на зборот да можете во слободен промет да го купите, но е декриминализирано затоа што последицата е прво да одите прво на комисија, има составена комисија од правник, педагог, психолог, со кој што разговарате за штетните последици, за легалните последици и за да се соочите со евентуална парична казна, треба да ве фатат 3 или 4 пати, за да платите од 100 евра нагоре, затвор воопшто не е ни во дискусија. Постојат и повеќе модели, убаво е да се каже дека, например, за разлика од општото мнение, дека на возраст од 16 до 24 години младите луѓе во Холандија конзумираат канабис далеку под европскиот просек. Кај нив е интересно, тие над 40 години конзумираат над европскиот просек, додека во некој рестриктивно општество како Велика Британија, кај што се уште дебело се казнува, исклучително се високи процентите и Британија има една од највисоките преваленции на употреба на сите наркотични дроги, особено на екстази и кокаин, така да видите прохибицијата докажано не функционира. Современата моќна американска мафија во тоа време е создадена буквално од прохибиција на алкохол, значи пред тоа биле ситни криминалци, уличари, за да прохибицијата ги трансферира во мултимилионери, милиардери и им ја дала моќта која што требало децении за да се сузби и едноставно се дека постои побаруваш како има и понуда. Тоа е факт. Па истото се случува моментално и кај нас, со тоа што се забранети многу работи, тоа не значи дека не се случуваат надвор, само контролата врз нив е препуштена едноставно на милост и немилост и кого фатат, нормално дека има и таму некој препирки, не секој е доволно лесно да се фати и они мислам дека си ги знаат сите, а друг момент е што еве како млада личност јас можам да кажам дека сите работи се премногу лесно достапни, само за разлика не само што се лесно достапни, би сакал да ви укажам и на статистиката, ме лесно достапна може да на МВР да ја најдете на сајтот или барем беше така до пред некоја година, во последно време го немам тоа чепкано искрено да ти кажам, меѓутоа ќе ви кажам дека најчесто запленувана, и квантитативно запленувана наркотична дрога е канабис, додека например дроги како кокаин, кои што се најпрофитабилни во одредени години, значи збориме за цела година се брои во грамови, значи помалку од 1 кило. Многу добро памтам дека само не знам точно ќе треба да ја проверам која година беше, дека во една година МВР има запленето помалку од 1 кило
кокаин, што е смешно. Смешно со оглед на тоа колку е достапно така да, и колку го има. тука нормално дека се работи за корупција. Не би сакал да кажам дека се работи за неспособност на полицијата. Ги има сите ресурси на располагање, има и луѓе обучени кои што така работат, така да тука е многу евидентно дека се работи за корупција. Да, вие сте основач на Сдруженијето Билка. Кога решивте да го основате? Како канабис активизам се имаме занимавано од 2014-15 кога се случи прв пат тој голем брајн, кога канабисот по глобално доби рекогниција дека може да се применува како лек и ќе ви кажам дека 92 година за прв пат во Соединетите Американски држави преку референдум во Калифорнија е изгласано, значи во Калифорнија од 92 се користи како во медицински цели, меѓутоа доста ограничено. Сега имаше нели последниве години голем брани, сега е веќе за медицински цели во цел сад легализиран, со тенденција да се легализира во цел сад и за лична употреба. Не знам, у 20 на држави го имаат легализирано веќе, значи речи си пола. Познато е дека 79, ако не се лажам, има истражување, ова е официјално, можете слободно да си го проверите. Годината може би само да утињам, поради замори не сум го чекал одамна, значи 79 година нарачува американската влада истражување со кое што ќе се докаже дека со кое што се бара од истражител да докаже дека канабисот ги убива мозочните кели, и тоа е долгогодишен мит кој што тек сега е разбиен во последнава деценија. Сосема спротивно нормално покажува дека помага во растот на мозочни кили и со цел тоа да не излезе во јавност, тоа се класифицира и 25 години останува како тајна и дури во 2004 е декласифицирано и тоа што откриено дека е забуштено од американската влада, и во таа смисла на зборот ние се бавевме, значи јас, Ангел, Џон, конкретно ние тројца бевме активни и претходно и на индивидуално ниво и сме учествували на првите трибини 2015 година. Зборам државни трибини кога се разговараше за легализација на канабис во медицински цели, со тоа што имаме соработувано и со еден идиот од лик кој што за жал не се реализираше себе си, па му биле другите криви, меѓутоа за тоа не би навлагал. Таа соработка не продолжи поради неговиот идиотизам, но 2017 година април, 20 април символично е основано Сдружение за канабис и зелени политики Билка од страна на Џони Ли Апелгрен, познат музичар, Ангел Ангеловски фотограф, јас, сестра ми, Ивана, физиотерапевт со собствен бизнис, она е не е дистанцирана, едноставно има родител, има две деца, поодамна нема учествувано во наша работа, Дарко Костовски, психијатар, и Огнен Јаневски новинар. За жал таа приказна во последниве години е маргинализирана, фармакомафијата си го направи своето на светско ниво, но и алчноста кај нас, конкретно алчноста на политичарите ја уби таа приказна, и наместо ние да имавме успешна приказна на сите полиња, на економски план, на политички план, на криминален план, тоа е под економски спаѓа, ние имавме една издишана приказна и да едно 20, 30, 40, 50, колку да се фабрики, бизниси пропаднаа, па дел од нив тргна и на тоа да се занимаваат со продажба на канабис на црно, и тоа е една подолга тема. Па реално продажбата на црно може да се сузбие само со легализацијата. Па тоа е една од главните цели на легализацијата, значи да направи пристап на легален и квалитетен, сигурен канабис и сузбивање, или не можете никогаш во целост да го сузбиете, но маргинализирање, така да го речеме, на маргинализирање на црниот пазар кај нас. Ултра погрешен модел се избра, да тој не само што не го сузби, туку и го потикна црниот пазар, а тоа е така затоа што ако со години луѓето се самолекувале на црн пазар, а државата тоа го стигматизирала со години, децении, одеднаш строго од политички побуди на као однеме конзервативна партија како ВМРО ДПМН, начело тогаш со тогашниот министер за здравство Никола Тодоров, преку ног, буквално за месец-два, направи некој лош модел на легализација на канабис, и да вие тогаш одеднаш признавате дека канабисот кај нас е уштен за истите 4 дејности, значи рак, ХИВ, епилепсија кај деца и МС. Во тој случај вие признавате и тоа не давате понуда на добар и квалитетен канабис,
ден денеска само две правни лица прават канабис во многу ограничена форма и квантитет, така да и во ние тоа реагиравме и прескапа и тогаш вие само ги потикнувате луѓето да прибегнуваат кон црниот пазар, што е нормално контраефект од очугување. Се имам две прашања. Во случај да се легализира и декриминализира, би смеело да се одгледува дома. Дали сега ја ако сакам да ти продадам тебе, тоа би било црн пазар, пошто не сум ја фирма, туку само си садам дома и да се третира како растение, како зеленчуци што си ги продаваат. Тоа видете, тоа е во зависност од кој модел би го имплементирале. Нашите ние имавме едни 10 точки многу пати повторувани кои што ги сметаме како правилен модел за целосна имплементација на нашите барања. Нашиот модел беше дека за доколку лице има медицинска употреба која ја државата ја препознава, дека е апликативна да се лекува со канабис, дека може дома да има до 10 растенија, додека за лична употреба да биде 1 до 2 и во тој случај доколку вие за пари го давате или продавате на други лица, во тој случај повторно би било кривично дело, затоа што ништо не го спречува тоа лице сопствено само да си засади канабис. Меѓутоа ние предлагавме исто така, таа најде на глуви уши, затоа што сегашниот модел ги фаворизира само големите играчи, ние затоа немавме против, но предлагавме и се уште предлагаме, само нема кој да слушне, да се развиваат и микро на ниво на семејни предпријатија. И крај крајава не мора фабриката да го прави да ја прави цела линија на производство од бебиња до готов производ. Едноставно можам јас семена фирма да регистрирам и да ги растам растенијава, не знам, до првите 4 недели, потоа да ги продадам на некоја фабрика или до првите 2 недели па да ги продадам на некоја фабрика, други да се занимаваат со, не знам, да имаат сушаре и така натаму, чисто за да се диференцира и да опфати што повеќе луѓе да имаат бенефит од таа. И така нас алчноста на политичарите си го направи своето. ВМРО ДПМН кога ги легализираш имаше едва 4-5 лиценци, потоа дојде Заев на власт, и тука, значи, не е нивната улога исто така многу погубна као семејство. Има неколку фабрики, во неколку има удел и тука малку и луѓе се истрчаа, сега јас го знам Зоката, ќе ми даде лиценца и си го сваќаа, знаете како тоа многу наивно. Јас сум бил, и тоа ми е многу чест, бев предавач, панелист на Central European Cannabis Forum, тоа беше настан во Варшава октомври 2019, значи 350 луѓе, карта беше 350 евра и така натаму, и каде што сите експерти од Израел, кои што од 90-тите има легализирано медицински цели и се најнапредни, до германски експерти кои што сите го кажува истото. Канабис бизнис како бизнис е модел кој што дава пари на среден рок. Значи, кај нас тоа си го сваќа, а сега јас го знам премиерот или министерот ќе ми даде лиценца, ќе посадам канабисот и ете ги милионите, тоа е многу наивно размислување. Дали има некаква шанса со оглед на тоа дека моментално е конзервативна партија на власт? Има некако шанси да напредува темава, пошто ајде претходно беа либерални, да речем, овие се по-конзервативни. Истата конзервативна партија го донесе законот кој што е ден денеска на сила со некои минимални измени. Така да тоа не може да биде пречка. Од друга страна би било не би очекувал да се оди кон они може, затоа што и ВМРО ДПМН од 95-та, од 98-та, ако не и од 95-та се претежно бизнис партија, значи може би они би размислувале на развивање на економскиот модел на легализација во медицински цели. Не очекувам да одат кон легализација за лична употреба, затоа што сепак таргетираат конзервативно гласачко тело, а тука ќе бидат проблем секогаш и коалициони партнери од така наречениот албански политички корпус, без разлика дали се работи за Влен Дуј, затоа што нивното гласачко тело по ова прашање е ултра конзервативно. Ја знам милион албанци што и сум конзумирал нели канабис. Со нив, меѓутоа, значи ние кога пробувавме да го ставиме во собрание, не знам, излага активисти на Дуј и истураа брашно пред, или на Влен сегашен, не знам од кој партија беа составени, истураа брашно пред влада, мислам, што тоа нема споредба едно. Може само им прија црниот пазар, пошто видете сега, и тоа е добра забелешка, затоа што не е тајна дека дел од македонските партии, не велам македонски албанци, генерално и се финансираат и од таков тип на активности, затоа што знаете вие да имате картели на такво ниво
и истите да немаат, да можат слободно да хараат, тоа е невозможно без политичка и државна Затоа заштита. викам така смешно е кога ќе паднат некој за некоја така да и минимална тоа ствар. не е за исклучување. Спомна дека си бил на конференцијата и се зборувал за ова. Овде кај нас преовладува конзервативно население кое што тешко можеш да му го смениш мислењето. Дали мислиш, пошто они одма се фаќаат за тие штетни страни на канабисот. Дали мислиш дека некоја паралела на корисните и штетните би била некоја ситуација каде што би можеле они полесно да го сварат, односно да им се приколажат и аргументите и од едната и од другата страна. Пошто факт е дека кај нас е непроверено тоа што се конзумира и сега може да има некој side effects на лонгран. Сме го правеле ние тоа преку форма на трибини и предавања, сме имале трибина од правен аспект, трибина од медицински аспект, зборам со доктори, значи реуматолог, невролог, детски педијатар, психијатар и така натаму, сме правеле од економски аспект, сме држале и во собрание на комисија, така да меѓутоа јас како што кажете многу лесно се минува, бидејќи гледајте, позитивните ефекти на канабисот или позитивните страни на канабисот неспоредливо се многу повеќе од условно речено негативните. Јас би сакал да ми се каже кои се негативните, ако не се смета дека ќе ви направи глад и дека ќе го изедете цел фрижидер. Некој memory loss или некој Тоа е на memory loss, лонг. тоа е привремено додека сте под дејство на канабис, трајни последици нема, меѓутоа кај нас мора да разберете дека најголемиот дел од населението е растен и воспитуван во некои други времиња и тоа многу тешко се мина и ние како здружение никогаш не сме ни се обидувале, бидејќи сме биле свесни за тој хендикеп. Имаше едни анкети кои што ги правеше СДСМ тоаш понара, значи кога беше Заев премиер, дека 70% од македонските граѓани поддржуваат легализација на канабис во медицински цели, меѓутоа само 30 поддржуваат легализација за лична употреба. И кај нас знаете малце и политикава и калкулација. Се си прават они калкулации дека ова нема да донесе гласови или ќе се одрази негативно, па не го промовираат и така натаму. Мотивот на лично Заев, не СДСМ, тогаш беше да има личен бенефит и моделот кој што тие го планираа за кофишопови беше исто така воден од лични бенефити и алчност и зашто велам Заев не СДСМ, затоа што веднаш по доаѓање на Димитар Ковачевски, например, ние како здружение, јас како член и Џон како заменик член бевме дел од владина група за законско напредување, која што после од 3 сесии дојдоа локалните избори, се стаја на стендбај, дојде Ковачевски и цела приказна замре, после струја нешто им стана бизнис од интерес и така. Го правите и Конопфест, дали имало некој начин обструкции од нивна страна да сакаат да го нема тој фестивал или да имате некој проблем? Не сме имале обструкции, морам да бидам искрен дека и тука и што е право да се каже и од Министерството за внатрешни работи не можеме да се пожалиме, мислам се они биле присутни. Не дека не, значи 3 Конопфести се одржа 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 фати бевме спречени поради ковид пандемијата. 2023 веќе сите бевме на своја страна, беше приказната маргинализирана и 2024 после 5 години го правевме со најава дека ќе го правиме и на 2025, тоа за нас е многу драг настан. Не да немаме ќару була идеме од тој настан, меѓутоа со ентузијазам вака го правиме. 2018 имаше АПС, имаше 3 лишувања или 4 од слобода, за истите обезбедивме бесплатна правна помош, не заврши ништо страшно. 2019 така 2 само лишувања од слобода имаше, а 2024 немаше ни едно. Имаше присутни сега ги знаеме, нели, полициски службеници, меѓутоа не можам да, што е право, значи немаше малтретирање са некој тука да не малтретира, особено затоа што во 2024 за прв пат и истото ќе биде и 2025, имавме надпревар во ролање, односно кој е најдобар ролач, и ние тука искрено очекувавме малце по-жестока реакција на МВР, меѓутоа и сега веројатно не сметаат за толку издишани, ролањето не беше со сиров канабис, туку беше со ХГ микс и имаше пар дебили по социјални мрежи, демека и па што не ролате со канабис, бујрум организирајте вие ролати, изложете ги луѓе во АПС.
сигурно не би се са себе инкриминирал да ме апсат. Се конзумираше канабис, пошто е тоа нормално. Канабис фест, секој на свој ризик и тоа. Супер. Кои се казните за луѓето кои што ги фаќаат и дали има некој апсурден момент за некој да е казнет за употреба или фатен со канабис и да е неговата казна многу поголема од некој што направил потешко кривично дело? Не може да правите споредби некој потешко кривично дело, затоа што секоја кривично дело е со од до и секоја казна е законски и такви споредби не се прават, во принцип тоа е лаички пристап. Меѓутоа, абсурдни ситуации има од 2009 навака. 2009 кривичниот законник по кој знае некој пат се измени, каде што член 215 прво порано беше од 1 до 10 години зборуваме за кривични дела поврзани со дрога, па се дигна на 3 до 10 без некоја посебна елаборација зашто е тоа така. Потоа се воведе привилегиран, односно полесен облик на делото, каде што за помало количество се казнува од 6 месеци до 3 години, меѓутоа тука остана законот недоречен да не се детерминира што е тоа помало количество и тој вакуум простор го искористи или условно да кажам злоупотреби тогашниот републички обвинител Шврговски за мој колега адвокат, кое што е нешто денеска се уште на сила, да истиот пропиша задолжително упатство за сите обвинители, конкретно за канабис, дека до 5 грама канабис ќе се толерира како помало количество, над 5 грама канабис нема да се толерира, односно си го тераат како кривично дело и тоа само по себе не е проблем, затоа што има право тоа да го прави јавниот обвинител или по субординација да им дава задолжително, овакво да им дава упатства, меѓутоа проблемот е што сите македонски судови тоа упатство, кое што нема за нив правна обврска да го применуваат како такво, бидејќи не е закон, а само врз основа на закон може да судат, меѓутоа таа една симбиоза за која што постојано зборуваме, која е ноторен факт, колку год тоа тие го негирале статистиките се немилосрдни на обвинител судија, таа една папочна врска никако да се прекине, која што нешто гаи перзистира уште од времето на комунизмот, кој што нели партијата ги било, не кај сега партијата не ги бира мање више исто, мада се е подобрена малку ситуацијата, али значи една соработка нивна недозволива затоа што тие самите себе си се доживуваат како да се едно те исто, то потајно или јавно, мене јавен обвинител тој мене во канцеларија на кафе пиење отворено ми го зборал, да ме зашто се чудам кога дека си помагаат кога сме ни државни органи, не знам дали да се крстам или да се смеам, бидејќи судот не е обвинителот е државен орган, суд е власт и ние као сме еднакви странки и тоа доведува до тоа да ова упатство го применуваат како оченаж, значи безпоговорно, деградирајќи се самите себе си, меѓутоа со тоа си нивно гледиште, да на пример 4,9 грама канабис не се за продажба, ама 5 грама канабис се за продажба, таа една ступидна која што тврдоглаво ја тераа таа политика и нас не доведува до следнава неубава ситуација. Да, кривично дело носи од 3 до 10 години затвор, вие можете за 5 грама канабис да реагирате и за да добиете условна, вас треба да ви утврдат максимум казна затвор од 2 години. Сега постои еден институт се вика вонредно облажување на казна, кое што повторно незаконски се применува кај нас, затоа што таму јасно стои ако постојат вонредни олеснителни околности, додека кај нас тоа секој редовно си го врзуваат со признание на вина. И вас доведуваат до ситуација да ви ако признаете вина ќе ви дадат условно, ако не признаете вина ризикувате да добиете затвор. И со тука завршува приказната кога ќе признаете вина и ние не можевме ниеден случај од тие да ги истуркаме до Страсбур за да добиеме пресуда која што после мора да ја применуваат, бидејќи никој не сака да ризикува да оди во затвор нормално за 5-6 грама канабис. И такви случаи има многу, внимавајте, збориме кога нема други индиции за продажба, значи нема вага, нема сведоци, нема неколку помали пакувања што би индицирало, зборуваме за кога се имам, не знам, едно раче канабис од 5 грама и тоа мене ме во очи на законот ме третира како дилер. Обвиненијата од тој тип не личат на ништо и се со една реченица. Свесни се обвинителите дека ова што го збораме така, свесни се и судиите, меѓутоа за жал судот одамна слугува на обвинителството без разлика оние да се љутат или не се љутат. Мене многу за тоа не ме грижа бидејќи ова што го збораме е апсолутна вистина. Покрај овие случаи, со какви случаи други се среќава македонското општество? Зашто најмногу се судат македонците? Па сега тоа треба ми прецизира да малце дали сметате во граѓански судови или во кривични судови.
ако речете се судат да подразбираме дека е меѓусебно бидејќи во кривичните судови ве гони нели државата, преку обвинителството за се и свашта, значи од разводите се во огромен пораст, каде што две најчести причини се прељуба или семено насилство, 95% е тоа причината. Се судат за имотни спорови многу, за собственички спорови, буквално се спремни за една педа меѓа да се изедат меѓу себе, иако се огромни трошоците. За надомесна штета има доста има работни спорови, кои што патем исто така се судат незаконски, не во чиста смисла на зборот, туку да се прекршува законот кога тоа не е ништо, бидејќи законот за парнична постапка ги смета за итни и особено отказите, ако го спорите отказот како неоснован, и јасно пишува законот за парнична постапка дека тој спор во прв степен пред основен суд треба да заврши во 6 месеци, кај нас рочиштата се одлагаат на 6 месеци, при што мене како граѓани, не јас како адвокат, стварно имам разбирање дека се пренатрупани, еден вакуум се случи, меѓутоа граѓанинот нема што да го интересира дали биле малку суди, едноставно. Јас сум се соочил себе си со, значи роковите предвидени со закон кај нас се прекршуваат кога е тоа ништо, ако е рок за пресуда, не знам, 15 дена изготвување, ако е рок за решавање по апелација, не знам кога беше 3 месеци или да е 2 месеци или да е за ревизија на врховни 6 месеци, тоа со години трае и никој не сноси за тоа одговорност. И јас сум се соочил до тоа да мене вака едно време пред пад од власта на владата на Никола Груевски на телоп ги пуштаат и да демек судијата е должен во толку и толку да ја изготви пресудата, па рокот, па што ти ја знам, и мене вака ми посочуваше една жена, еве како не вика кога пишува тука, вика на телевизија идеше и се одете објаснете се, меѓутоа тоа е една ситуација која што се заострува, ако до пред неколку години, до пред буквално 6-7 години имаше 650 суди, сега се мислам дека помалку од 400, што е драстичен пат и за тоа политиката си сноси вина, тоа требало на време да се мисли, меѓутоа кај нас се оди на тоа системот наше дете е побитно да се убута отколку да се пополнат овие празнини и да се решат проблемите. Например, во овој момент е укочен изборот 130 членови ова кандидати за академија. Веројатно истиот ќе се поништи, па ќе се иде на нов. Меѓутоа се соочуваме со хроничен недостиг на суди. Спомна насилство во семејството, ова знам како стои ситуацијата, ама еве само за гледачите, бидејќи секогаш кога ќе се спомне насилство во семејството е назначено дека жената е жртва и секогаш некој во коментари има проблем со тоа и вика абе и мажите се жртви. Тоа е точно, ама како стои статистиката, колку повеќе Не е точно ако зборуваме за физичко насилство. Ако зборуваме за физичко насилство, многу јасна статистика дека 95% од што е нормално поради биолошкиот фактор, нели, дека се сторители мажите. Сега веќе кога говориме за психолошко насилство, тука веќе доаѓаме на речиси 50-50, бидејќи психолошко насилство е деградирачко однесување, понижувачко, малтретирувачко, навредувачко обраќање кон партнерот, така да тука и жените не каскаат, морам да бидам искрен, но кај физичкото насилство многу е јасна ситуацијата, постои тенденција на тривилизација на семејното насилство, што е жално, затоа што имаше сериозен пораст кога беше ковид пандемијата и постои, например, не ми е нешто гајле за нив, меѓутоа постои едно здружение на дебили, кое што као се бори за 50-50 родителство, се типични дебили, 90% од нив се семејни насилници, значи со решенија, ова најодговорно го тврдам, особено председателот нивниот насилник, кој што не може да преболи дека сопругата го оставила па се свети и шири омраза наспрема жените најотворено на најодвратен можен начин, бидејќи видите таа идеја, целта бидејќи кога основата здружение треба да има цели за здружението. 50-50 родителство е легитимно барање. Легитимно барање за во услови кога не можете да постигнете родителски договор. А 80% од разведените не може да постигнат родителски договор, за жал. Емоциите се тука високи, его не можеби него да. И во тие услови са 50-50 кога го кажете глупо звучи, зашто не е да се мери и они тоа сами го кажуваат што е за право, бидејќи бев дел од првата трибина. 50-50 не на штоперица да се мери, меѓутоа као заеднички да се одлучува. Тој не се согласуваше еден тој најаселен што ми е член
Наум се викаше, мислам, тој што ме едини таму здраворазумен. Он не се согласуваше со мене, не вели ти манипулираш, не е можно. Можно и по сегашното најодговорно тврдам законско решение е можно вие да имате 50-50 и тоа се вика родителски договор. Ниеден центар за социјални работи, ниеден психолог, ниедно брачно советувалиште нема да замени двајца совесни родители. Да, убав развод нема. Не би бил развод да е убав, но постои цивилизиран и нецивилизиран развод за нас, за жал кај нас. Многу често се светат преку децата, тука ни машко ни женско нема разлика, значи тоа се така неодговорни ликови да е страшно. Меѓутоа конкретното здружение е здружение на дебили, тоа најотворено го кажувам, затоа што уништуваат една легитимна идеја. Јас сум имал странки мои кои што сакале да ги поддржат, не ги поддржале само поради таквото идиотско. Не можеш да ги сатанизираш сите жени со Мики Маус приказни за шпанска серија, бидејќи сакаш да си го заличиш своето собствено его. Тоа е и случај со радикален феминизам и радикален дебилизам. Да сте живи и здрави и убава ви е паралелата, ми се допаѓа да е убава паралелата, да може да се повлече паралела. Ако ќе го гледа господинот претседник на здружение, многу ќе го заболи. Сакав да прашам, зашто со ова скроз некоја друга тема, многу се спомна корупција во правосудниот систем. Актуелно кај нас веќе со години е израснав со тоа прашање, дали ќе влеземе во Европска унија или не. И сега, за да кога ќе се почнат преговори, пошто ние уште немаме почнато, има 35 поглавја кои што се многу важни. Најважни се 23 и 24 што се баш за право. Дали, знаејќи моменталната ситуација, имаме некакви шанси за реално влегување таму? Краткиот одговор е не. Кога го зборувате за корупција во судството, видете са корупција како кеш корупција, да глумам сега наивен дека не постои, мислам, не би личало на мене. Меѓутоа кога зборувате за таков тип на корупција, треба да барате во повисоките судии. Ништо не вреди ја да идам сега, нели теоретски да го поткупам судијата, кога спротивната страна ќе вложи жалба и предметот повторно ќе оди нагоре. Меѓутоа, например, во последниве години имаше пар спектакуларни, би ги нарекол, пресуди за одредени мокници во апелација, кои што, ако вие имате, например, и ова најодговорно го тврдам да е 10:1 со односот на усвоени жалби на обвинител према адвокат, во тој случај 100% од жалбите на овие мокници им беа, значи нема жалба што не им ја усвоја, така да тука е многу јасно дека треба да се бара во тој правец на корупција, некои истражувања да ме правеше судски совет и останати дрндан јариња од тоа ништо нормално. Меѓутоа морам да бидам искрен дека кеш корупцијата, мојот впечаток е дека далеко тоа дека нема, дека е многу помалку застапено од што луѓето мислат. Многу пати сме се соочувале, сакам да си платам и такви некои други глупости. Мене, лично 15 години кариера, никогаш никој пари не ми побарал, нити смее да ми побара, бидејќи доволно ме познаваат. Еднаш имам индиректно соочено со барање пари, бидејќи беше тоа преку на мој странки им се бара и бидејќи наводно одјавен обвинител од овој Скопје, сега бидејќи беше тоа индиректно не можев да го пријавам бидејќи како преку луѓе, меѓутоа јас сум длабоко убеден дека беше тоа така. Се работи за обвинител од основен обвинител со Скопје. Со тоа што меѓутоа ви уверувам дека политичката корупција е она што е рак раната. Значи канцерот е политичката корупција, да, и сите сумњиви предмети завршија преку политичка корупција. Вие трнете корупција, го сагате и измена на кривичниот законник со кој што се намалија казните за злоупотреба на службена должност. Тоа е, значи, отворен тип на корупција, иако не е кеш корупција, туку се спасија преку политичка корупција од кривичен прогон. И краткиот одговор е не, а дури да влеземе ние во Европска унија, што тоа треба да мижат, значи, со две очи, тоа нема да, знаете, кај нас се прави една фама околу Европска унија дека ние ќе влеземе во Европска унија и проблемите магично ќе исчезнат. Бугарија и Романија, и особено Бугарија се еклатантен пример дека тоа не е така. Значи Бугарија ќе се сеќа своевремено дека и беа са вие сте помлада и беа и замрзнати ЕУ фондовите токму поради корупција наставно ги крадеа. И кај нив исто така и постојат како кај нас многу мокници кои што се недопирливи, 100 пати се судат, не може да ги осудат. Така да домашната задача ние сами ако не си ја завршиме, Европска унија сигурно нема да ја заврши. Јас не сум евроскептик, но не сум ни некој особен еврофил.
пред се сум македонофил и јас сметам дека ако ние имаме силна држава, не ни силна треба држава, Европска унија. па и ни треба и не ни треба. Видете, далеко од тоа дека нема позитивни ефекти од Европска унија, меѓутоа далеко и дека е панацеа за сите наши. Не е тоа крајната цел, ако дека ти не е е добра панацеа за ситуација. сите наши желби, а и факт дека држави како не знам Норвешка, Швајцарија не се дел од Европска унија, се држави што тоа јасно го говори, значи нив не им требала Европска унија за да станат држави, а од друга страна држави како Бугарија и Романија, значи Бугарија и Романија буквално станаа бидејќи за да го затворат тоа источно крило од геостратешки причини према Русија, инаку никогаш тие не ги исполнувале Па се гледа кога ќе копенкашките критериуми, особено Бугарија. Сега, ова е доста деликатно прашање, ама може да издвоиш кој основен суд е најкорумпиран? Иако... Кој основен суд е најкорумпиран? Ако ми изборите за кеш корупција, не би можел да ви кажам. Не се бавам со тоа, никогаш не би се компрометирал себе си, да нудам, да барам. Така да во тој дел не би можел да ви кажам. Ако ме прашате во кој суд немногу се врскари, еве така да ви го кажам, тоа е многу интересно прашање и не за деликатно, немам проблем да одговарам на деликатни прашања, меѓутоа многу конкуренција има ми е муабетов, така да претежно во сите и можам да кажам дека не за корумпиран, меѓутоа како орган основно јавно обвинителство Куманово за мене оставило најслаб впечаток, значи најслаб впечаток. И судот не е ништо спектакуларен, а сега вака за најкорумпиран многу ми е тешко да ви кажам. Значи секаде има простор за влијание, особено ако тоа влијание доаѓа преку моќен политичар, политичка партија, во таа смисла на зборот, значи многу може да се влијае. И се влијае. По сите судови нема такви случаи. Алудирам на Тетовскиов, пошто тоа е мое, ја си го гледам. Тетовскиот суд е посебна приказна, сум имал таму еден случај каде што сум се соочил со знаете како, кај македонскиот дел од популацијава и обратно кај албанскиот према македонскиот, бидејќи сте таква мешана средина, знаете, има многу стереотипи едни за други. Сега ќе кажете Тетовски или Тетово на пример град. Тетово е урбанистички и сообраќајен хаос, тоа е баш и бозук невиден. И сега знаете, некој албанец ќе рече, ама дека албански град. Не е точно. Гостивар е Вега, Гостивар има и повисок процент на албанци према македонци. Значи повисок процент сооднос, а е Вегас за далеко тоа дека Стренгот, меѓутоа е Вегас за Тетово. Тетово е таков хаос, а во судот јас сум имал многу непријатна ситуација, каде што исто така индиректно се соочивме со корупција. Не знам дали е тој човек уште председател, кој што не би требало да биде председател на местна заедница, а не да биде на суд, елементарно неписмен човек. И што повторно не е врзано со националност, затоа што тогашниот, мислам дека уште Бесар ли беше колегава, шеф на јавно обвинителство, кој за него е Ајнштајн, значи господин човек од семејство, значи со манири од таму да тргнеме, додека овој Ропаков друг, тоа и беше такво едно однесување, да ние имавме човек кој што беше екстрадиран, бидејќи беше суден во отсуство, баравме повторување. И тука имаше индиректна индикација за корупција, да со некои недолични обраќања, дека не знам кога ерекцијата него ќе му отишла на лево, он тогаш решението ќе го потпишал, значи еден Ропак кој што се надевам дека некогаш ќе заврши во затвор. За жал не знам дали е уште човекот, дали е истиот човек председател, и пак ќе ви кажам не треба да се врзувате за етникум. Не знам дали е уште истиот човек, овој истиот шеф Бесарали или беше стварно не го помнам, или Бесим беше, значи еден господин човек, исто така еден друг судија многу во впечаток ми оставено албанец, турски збореше све, господин човек кој што например не го избраа во судски совет. Избраа исто така еден Ропак од таму, двајцата се од албанска етничка заедница и се таму има малцински листи кои што нели мора да влезат по етничка заедница, што за мене е погрешно, меѓутоа се овој кој што зборува 5 јазици во академија е се, но не чини бидејќи нема бекграунд, го изгураа на нешто, овој вадеше некои таму уверенија дека посетувал курсе, мислам смешни работи. Така да, Тетовскиот суд можеби не ми текна на тоа да си има доста негативно искуство, мада таму сум многу малку присутен. Добро, кое го зачнавме темата на соживот и најреално најмногу сакав да збориме за тоа, иако остана за крај, имаме доволно време. Пред неколку дена бевме сведоци на прославата на Денот на албанското знаме. Таа прослава ќе беше окей, се додека не стана скрнавење на нашата држава во која што живееме и во која што и они живеат.
се стигна до моменти да се пука со огнено оружје, да се палат, Автоматско не со огнено. да се Рафални имаш истрели. да се палат знамиња, да се, например конкретно у Тетово, нели има закон дека во местата каде што има малцинство треба да има знаме од малцинството и плюс знаме од државата кој што треба Да, да не една постои и во скопски општини не се да, случува. една во Чај третина конкретно. поголемо. И покрај тоа што го немаше македонското знаме, имаше знаме од голема Албанија. И сега моето прашање за сите овие работи, како треба да се постапи, дали има некои закони кој треба да сноси одговорност за нештово да биде казнет? Тоа беше една жална слика за гледање, мене ми пречи, искрено ми пречи, видете, знаете како можеби јас и најобјективно можам да гледам, затоа што ниту сум етнички албанец, ниту сум етнички македонец, обата мои родители се власи. Што велите една убава прослава и тоа е во ред. Инаку државен празник во Македонија 22 ноември, тоа е ден на албанската азбука. Но 28 ноември како независност независност на Албанија 912 неспорно го слават и во Грција и од Црна Гора и тоа Имаше прослави во Торонто. и тоа е сосема окей. Но една жална слика на прво домашно невоспитување на одредени луѓе. Аз никогаш не сум пропонент на генерализации. Значи 17-18 лица беа лишени од слобода, дел од нив ќе одговарат кривично, значи таму не знам МВР дали работи на тоа, се надевам дека работи, да покрај предизвикување национална верска, нели, омраза, раздор и нетрпеливост, по член 319 за палење, кинење, шлајфување на знамето, треба да работи на тоа да се лишуваат од слобода лица за предизвикување општа опасност, што е казнено до 5 години бидејќи се собрани повеќе луѓе, јасно се слушаа рафални истрели, тоа е автоматско оружје, значи не се тоа пиштоли. Дали имале дозвола за користење? Прво за калашников не ни можете да извадите дозвола, за автоматско оружје не ни можете само за пиштол. Во Македонија, така да во тој случај јасно дека немале дозвола, меѓутоа за тоа да одговара треба да е запленето оружјето. Една многу грда слика која што се надевам искрено дека им пречи и на поголемиот дел на македонски албанци. Дел од нив реагираа што е заправо, барем тие јас што ги имам за пријатели по социјални мрежи, меѓутоа знаете, мене ми пречи тоа што секогаш се наоѓа некоја ама или на генерализација се одговара со генерализација точно. Значи не треба да се генерализира, исто како што не треба да се генерализира дека македонците реагирале со, не знам, барање за напуштање на државата, дел од нив реагирале. Имаше веднаш после тоа дебилизми кои што исто така треба да одговараат по истиот член со палење на албански знамиња, тоа исто така казниво по истиот член и вие не треба да дали е тој дел од една организирана провокација за која што подолго време зборат премиерот и министеров, мој колега умирување Панчо Тошковски нели Мицковски. Тоа не е за исклучување, затоа што Дуи реагираше во таа насока наводно, нели дека тие кога не се на власт, готово албанците умираат по улица, бидејќи се они као Дуите се као вампири, значи они се зависни, кој што е вампирот зависен од крв, Дуи толку долго беа на власт и толку долго легача и не цицаа сите нас, а најмногу албанците, и тоа е факт, затоа што ќе те потсетам дека за прв пат, остајте тие што ги попишуваат по диаспора, за прв пат од 2002 направите споредба со 2021 пописот паѓа процентот на албанско население. Тоа е за прв пат. Заборавете го тоа, факт е дека во руралните средини се помногу детни, тоа е факт, и повторно паѓаат на процент затоа што масовно се селат. Од убаво никој не бегава од општините кај што владее Дуи се празнат. Значи 25% беше 0,7 нешто така официјалниот процент 2002, сега е 24. Тоа прв пат се случува што било непоимливо во албанските средини, така да е една многу грда слика која што е за секој осудување и било кој албанец не треба да бега од тоа да ја осуди таа слика. Исто како што било кој македонец треба да бега од тоа да генерализира. Конкретно има 17 луѓе кои што биле дебили, кои што е многу жално се на многу млади години. Мислам дека најстариот, како што кажа министеров, ако го пратев, најстариот е на 21 година, после имаше некои си таму кај нас исто што палеа албански знамиња. Јас лично не би не запалил ничиво знаме, затоа што е прво невоспитано, исклучително навредливо и имаше една реченица која што мене ми се допадна, да не можеш да го сакаш своето ако не го почитуваш туѓото. Апсолутно.
Следен проблем, мислам, прво е да се навратам нешто што лично ме интересира. Премногу се фаворизира знамево на голема Албанија. Дали тоа знаме уопшто смее да постои? Прво тоа знаме е загрозување на територијалниот интегритет не само на Македонија, на повеќе држави. Сега гледај, ќе ти начнеме на тема која што на многу етнички македонци нема да им се допадне. Истата ситуација и со знамето на етничка Македонија. Тоа задира во држава Албанија, во држава Грција, во држава Бугарија. И за било кој етнички... Вергината? Знамето на етничка Македонија. Извинувам, мапата на етничка Македонија, не вергината. Но не вергината. Не знамето од Кутлеш. Како било пред да се раздели. И сега некој имаше еден албанец што го познавам, инспектор полициски, вели и тоа е некој еквивалент што формално е точно. И сега ти било кој, кај нас сме многу ние етноцентрички поделени и тоа ќе остане уште многу долго, тоа со живот се многу тешко оди таа приказна, тоа е факт. И тие рани од 2001 и не се ни залечени, иако генерации како тебе се родени и после нели војната. И тоа е формално точно, меѓутоа ти било кој етнички македонец да го прашаш, ќе ти рече па да, ама тоа е така, тоа е вистината. Но ми било кој етнички албанец да го прашаш, па ќе ти рече да, тоа е наша територија, тоа се така да јас сум пропонент на тоа дека суверените држави сега, какви што се, треба да се почитуваат. На страна факт е дека егејците биле, значи живи луѓе, има и деца на живи луѓе кои што биле протерани и се уште има живи луѓе. Јас имам еден судија кој што исклучително го почитувам, кој што е дете на протерани егејци, неговата мајка е се уште жива и како дете бегалец протерано од Беломорска Македонија, така да се уште има живи сведоци на тоа кој што е факт, меѓутоа дека тие граници ќе се сменат, тоа многу тешко ќе оди. Да се надоврзем и на настанов што беше во тетовското село Челопек. Да, тоа беше следното што сакам да го зборам. Видете, постои конвенција за права на детето. Милитаризација е забранета, политизација на деца е забранета. Таму не знам колку работи беа прекршени. Значи, прво носиш униформа на терористичка организација. Прв пример што ми текна замисли у Германија некој да дојде со наци униформа. Што ви му се десило? Албанеца го прашате, ќе ви каже дека тоа не е терористичка организација, иако како таква своевремено беше прогласена од страна на САД. Ќе ви каже дека се тие борци за слобода, ќе ви ги споредува со партизаните и комитите или таков тип на паралели. Тоа е помалку важно, повеќе важно е инструментализација на деца. Значи, дете на своји 6-7 години не треба да носи униформа, не треба да носи оружје, иако јас не сум противник на оружје. Во моите млади години сум бил дел поради незрелост или погрешни ставови сум бил многу по-пацифистички настроен отколку сега. Сега сум пропонент дека секој треба да биде вооружен, дека секој здраворазумен човек треба да има оружје. Нешто налик на вториот амандман во САД, но деца на 6-7 години, прво е прекршување на конвенција за право на детето, второ таму треба да реагира просветниот инспектор воопшто смее да влезе во Челопек, да не се лажеме. Тоа се територии кај што многу слаба контрола. Еве сега баш додека го гледавме ова, имаше и во Батинци исто, значи. Ако воопшто има контрола таму државата, и треба да одговара директорот прекршочно за прекршување на законот за основно образование, каде што е забрането деца да се користат во политички цели. Факт е дека е тоа една манифестација со јасна политичка порака и деца треба да стоат на страна од тие инструментализации. Инаку ќе ти кажам едно нешто, вујко ми беше бранител во 2001 година, бидејќи беше полициски службеник и во сите го споредуваат, знаеш, Рачиново, најсуровиот, и тоа е еден, го заборив, командант, после беше пратеник беше во Македонското собрание, тоа го кажува стално, бидејќи од Слупчане, таму беше, значи, во Липковскиот крај, а Вујко ми беше во Матејче, во Липковскиот крај беше најжестоко. И само човек кој што не бил во војна, деца од 18-19 години, се палат на војна. Јас со мојот Вујко, со кој што сум исклучително близок, 23 години подоцна немам два муабети за ратот направено. Едноставно, секогаш кога сум пробувал таа тема да наметнам, ја избегнува. Не се тоа пријатни приказни, така да многу храбри има на тастатура, меѓутоа војна е многу сериозна работа и апсолутно не верувам дека во брзо време во Македонија на етнички план ќе дојде до војна. Мислам, кој би војувал, дуи се пуни пари, милионери не би војувале, некои други дечки можеби да, можеби не, така да нити пак сметам дека има било каква потреба. И 2001 немаше никаква потреба од војна. Дел од корпусот барања веќе беа
веќе беа имплементирани затоа што видите, сега секој македонец етнички треба да биде чесен сам кон себе, да си признае дека во делот на пристап на делумно државни ресурси и особено на вработување беа маргинализирани албанците и тоа е факт, има статистика, значи од 1% на генерално ниво до пола проценти во судство и полиција пристап. Тоа е така, меѓутоа 23 години подоцна јас сум пропонент на тоа дека овие рамковни значи вработувања, критериуми и така натаму дека треба да се напуштат затоа што факт е дека се користат во партиски цели и дека продуцираат неквалитет. Едноставно не може јас да треба да се запишам на Академија за судии со 90 бодови, а за вас да се доволни 60 бодови, тоа е прво нефер и втора работа ќе ти кажам како човек кој што припаѓа на заедница која што не е мнозинска, тоа е така една дебилна дефиниција, малцинство не ја прифаќам како дефиниција, за мене е навредлива. Ќе ти кажам едно нешто. Јас да сум албанец, не би било крајно навредливо да ме примиш на работа само не, да сум албанец. Не само тоа, квота. Дека сега треба 20 или 25%, зашто не би биле 50, зашто сметате дека сум јас неспособен и дека мене ми треба некој да ме потуркува за да можам да се реализирам. Јас исто го сметам за за се квота реализирам на за самиот себе си. Конкретно например на Академија за судии, ќе ти кажам дека треба да биде примен еден влав или двајца, па луѓе знам што не се па се пишуваат и такви случаи има многу и тоа се еден идиотизам. Да, нема збор дека во дадениот момент тоа било потребно за да се надмине таа ситуација е надмината и прво сега има политичка култура многу поинаква, втора работа албанскиот политички фактор е многу моќен и никогаш нивниот аргумент е дека кога тоа се укине дека ќе бидат нели мајоризирани, прво албанскиот политички фактор во Македонија е исклучително моќен и никогаш не би можело да се дозволи да се тоа случи и така да за доброто на сите нас тој идиотизам треба да се напушти. Драго ми е што беше мој гостин, зачавме многу интересни теми. Мило ми е што ја гледавте оваа епизода, останете со нас.